Да, овде може да направиме транзиција и малце погоре, тоест уште еден не наш сосед, ама сосед на Србија, тоа е Унгарија. Мислам дека Никола веќе го спомна Орбан. Слично некоја работа, ако не и уште по-лоша во смисла на како еден авторитарен режим добива уште толку голема моќ и ја искористува за да го продолжи влијанието кое има врз целата држава, е режимот на Орбан. И самиот Орбан, тој мислам дека кога точно, да, на 31 март парламентот во Унгарија му даде на Орбан да владее by decree, што значи да се справува со короната, макар тоа би значило што сака да прави. Сега, ова, ја нема да навлезам што може да направи, бидејќи има еден мал милион работи кои што самиот Орбан може да ги направи, ама најинтересното за цела оваа ситуација е, надвор од тоа што тој веќе има донесено доста работи со кои што им се одзема моќта на градоначалниците на повеќето од градовите, поготово таму каде што опозицијската партија е на власт, и ред други работи и планот за како да се не знам, тоа негово христијанско владење, тоест идеологија да уште толку повеќе да порасне, која станува збор поготово за промена на полот и како тоа државата го регулира. Сепак сметам дека овде, и мислам дека е добра тема за дискусија, каква е реакцијата на самата Европска Унија врз целиот овој случај, поготово што се случува во Унгарија. Мислам дека сме свесни до сега и ќе се согласиме дека Европската Унија до сега, иако има санкции донесено врз самата Унгарија во минатото, сепак нема заземено доволно силен став за да и се спротистави на една мала држава како Унгарија, и со тоа власта на Орбан, но и ефектот кој тој го има врз другите држави во регионот, па и во Европа, станува се поголем и повеќе држави, мислам и повеќе политичари, започнуваат да го следат тој негов пат на радикализирање на тоа мојата држава прва, после Европа, као што е во Унгарија. И реално, Орбан е паметен човек, добар политичар е, ама како таков е уште повеќе опасен кон самата светска политичка сцена. Што мислите вие за самиот начин на кој што Европската Унија досега се има справувано, па и сега, со цела оваа ситуација, бидејќи да, излезе со изјава, но не ја спомена Унгарија по име. Како ова ја рефлектира улогата на Европската Унија во самиот овој процес и што значи ова за Европа? Тука би се надоврзал. Нешто се последно што прочитав после дешавкава што се случи со vanredната состојба во Унгарија. Слушно дека Европската народна партија или EPP, European People's Party, планираат да тргнат партијата на Орбан од нивните редови. Мислам дека ги имат веќе гласовите за тоа. Сега не сум само сигурен дали веќе официјално е тргна или во процеса, но евидентно е дека тоа ќе се случи. Една друга работа ја спомна улогата на Европската Унија за режимот на Орбан. Пред неколку години, мислам дека беше, може да ме коригирате ако знаете повеќе за ова, има определен член во Европските конвенции или устави што регулира работата на Европската Унија за тоа дека може да му се одземат определени права на земја членка. Сега, за да му се одземат тие права, потребно е да гласат сите држави, освен државата која во прашање.
тука пробаја да направат такво нешто Европската унија, да не викаме се дека септен пасивни, ами има еден проблем што му беше на патот, тоа е Полска. Полска знаеме дека е сојузник на Орбан, затоа што има една заедничка работа, тоа се хибридни режими. И пак пробаја нешто да направат Европска унија за да сузбијат тоа што прави Орбан, но ќе видиме. Мојот коментар дефинитивно дека Европската унија има механизми кон државите членки, но групациите на партиите кои што се нормално приказна за себе. И овде владачката структура на Унгарија и на партијата на Орбан е таква да ги позиционира работите, за државата да навлезе под изговор за заштита на нацијата од пандемијата, да навлезе во други работи. Например, тоа се случува и со забраната за трансродови лица и за ЛГБТ лицата кои што е во ефект во Унгарија, но истовремено на изјава на Орбан во однос на миграцијата, бидејќи Унгарија беше на налетот на она бегалска криза од 2015 година, каде што таа прва ги подигна оние ѕидовите на границата со Србија. И овде тој вели нели дека таа доаѓа и од надвор, така што овде повторно го искористува пандемијата со цел уште повеќе да ја зацрсти тврдината наречена Унгарија и потцврсто да владее со народот таму. Нормално Европската унија е токму градена на вакви кризи. Европската унија е создадена од криза. И таа се создава и се распаѓа во екот на кризи. Ова криза повторно е теза Европската унија, односно тоа дали таа може да се справи или не пред се со пандемијата, но истовремено докаже дека незиниот супранационален модел може да опстане и може да биде ефективен. Но мое лично верување е дека недостатокот на визионерско лидерство од страна на државите во Европската унија ќе го направи ова малку несигурен потек. Сакам да верувам дека комисијата на Урсула фон дер Лајен го прави се што во нејзина моќ, но овде ќе се одлучува дали Европската унија ќе понатаму ќе го зголемува оној супранационален елемент во себе или ќе се наврке на оној меѓувладин модел како што е со Советот. Така што сепак останува да видиме, но оно што е јасно дека Европската унија се создава во кризи. Каква Европска унија ќе имаме ќе зависи од кризата и од визионерството и лидерството на државите членки. Да, дефинитивно се согласувам и само да се надоврзам на Димитар, тоа што го спомна, поготово за Европската народна партија и учеството на партијата на Орбан. Имено минатата година партијата на Орбан, Фидес, не знам сега дали точно го изговорам, но небитно, беше суспендирана од страна на Европската народна партија поради кампањата која оваа партија ја водеше против Сорос и Јункер, но во моментов 13 партии во Европската народна партија доставија повик до самата коалиција на партии за целосно исклучување на партијата од овој сојуз. Не верувам дека ова ќе успее, бидејќи само 13 се вклучиле до сега, но можно е. Ја би се само надоврзал дека да, Европската унија не може да ја исклучи Унгарија во моментов и дефинитивно за поголеми, построги мерки во однос на овој дел ќе бара уште многу, а знаеме дека Орбан барем до сега е успешен во тоа да прави и да станува пријател и добар сојузник со доста други лидери во соседството, но и во Европа, а мислам дека и во Америка, така што не само немањето на доволно силен одговор од страна на Европската унија, туку и од страна на САД
представува голем проблем како за Европа, така и во светот. Ја едноставно сметам дека во моментот Европската унија сепак може силно да ја казни Унгарија, тоа е намалување на парите што тие ги добиваат, така што сега го читам артиклот кој што зборува за овој дел и каде што Унгарија има добиено повеќе од 6 билиони евра во 2018, што е еквивалентно на 5% од GDP-то на самата држава, додека на Европската унија и дава само 1 билион евра. Така што ова е еден од начините и мислам дека следните чекови за Европската унија каде што таа треба да реагира и треба сериозно да размисли за некаков начин како да го намали тоа присуство и влијание на Орбан како еден умешен и добар политичар кој што пропагира лоши политики. И тоа дефинитивно е штетно по Европската унија и по целата политичка сцена во светот, каде што ако имаш повеќе од еден Трамп или повеќе од еден Орбан не е добро, ако ги имаш сите заедно хаос. Јас сакам само да додам дека ниена политика на ниена власт не е над критика. Односно, примерот што го даде ти со забраната за информирање за коронавирус во Србија. Слична таква забрана има и во Унгарија. Мислам дека не е во целосен ефект, но дефинитивно Орбан ги репресира медиумите во нивната репортажа и оно што се случува е целосно уништување на таа медиумска слобода, што нормално ќе носи репрекусии врз ефективноста на власта да се справи со короната.